Svoj dane spasi nas Isusa Hristosa Emanuel Som nas beše Bog i ostana ne pomiri So tebe ne osveti Nema smrt, nema veke krvi Татко мой, ти благодарам што и денеска ми даваш власт да го зборувам Твоето Слово. Нека секој збор што биде изговорен денеска и допре сите срца што имаат потреба од Тебе. Нека овие живи слова продираат поостро од секаков меч, како што е пишано во Божиото Слово. Нека пишуваат со живи слова во срцата на секој оној кој има потреба од Твојата љубов, кој е духовно жеден за Бог, за повторно враќање кон неговата духовна природа, враќање во преградка на Отецот Небесен. Послание на апостол Павле до Галатите. Почнуваме од првата глава. Павле, апостол, повикан не од луѓе. Апостол повикан не од луѓе, туку преку Исус Христос и Бог Отецот, кој го воскресна од мртвите Исуса. Значи, повикот доаѓа од Бог. И често во земните цркви, подрвените цркви, во земјата која е долина на сенка смртна, како што пише во Библијата, се поставени луѓе кои немаат помазание да го проповедат Божиото Слово и затоа доаѓа до поделби, бидејќи го читаат Божиото Слово со ум. Тие се поделени, а во Светото Писмо е пишано дека црквата е една. Ние сме телото на црквата, а Исус е нашиот пастор, поп, владика, папа. А црквите денеска се поделени и добро е пишано дека ќе ве познаат дека се мои ученици ако се љубите меѓу себе. Значи, кој го воскресна од мртвите, Павле апостол повика не од Исус, не од луѓе, туку преку Исуса Христа, бидејќи Павле одеше за Дамаск, ги гонеше христијаните и наеднаш ослепен ги убиваше христијаните, беше ревнител за еврејската вера. Ослепе и го слушна гласот: Павле, Павле, Савле, тогаш се викаше Савле, 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 зошто ме гониш? Кој си ти? Јас сум Исус кого го прогонуваш, не можеш да се риташ против бодило, потоа оди во Дамаск и таму Ананија положува раце на него. И станува избран сад за ширење на Светото Евангелие, го сонува Македонецот по Божјата волја, како символ и како метафора на човек што го повикува Бог. Така да, ако сакаш да бидеш македонец, треба да бидеш човек кој е жеден и го повикува Бог, бидејќи сам не може. И сите браќа што се со мене, и сите браќа што се со мене, вели апостолот Павле, до црквите во Галатија. Што значи тоа со мене? Тоа значи да сте со Христос. Ако сте со Христос, вие ќе видите, имате заедништво, нема да бидете поделени, да зборувате едни против други, разни христијански поделби, така наречени деноминации, кои се само земни, а во црквата треба да е Исус Христос, пасторот, главата, владиката, а сите ние да сме членови на едно тело, на Христовото тело и да се љубиме меѓу себе. Благодат и мир вам
od naših Bog Otec i od Gospod Isus Hristos, koji se dade sebe si za našite grevovi, za da ne izbavi od segašnji od zol svet. Znači, to je daden da napravi večen otkup, nov zavet, so svojata krv, so Božja krv, da nego pokaže patot, kako da bideme, da premineme od sinovi čovečki grevovna priroda, sinovi satanski kon sinovi Božji, koji se dade sebe za našite grevovi, za da ne izbavi od segašnji od zol svet, ovaj svet u kojeg živete, povoljata na Boga, koji je naš tatko i otec. Znači, na zemljata veli dobro, nikogo da ne narekuvate otec. Otec od nije gore. U nekoj denominaciji se narekuvate oče. Nemu neka mu je slava i u večni vekovi. Amin. Na Otec od nebesen. Slava taj na Otec od nebesen. Nikada ne pišu deka slava taj na luge, kojeg je počine nekoj često zboruvat večna slava. Nema večna slava za nekoj što je počinat. Iako smrta je pobedena, slava taj na Bog. Nema slava niti za Bogorodica, niti za svetcite. Nemu neka mu je slava u večni vekovi. Tako piše ovo sveto pismo. O novi od zavet, odnosno pismo, to slovo, to je Bog. Dobro je pišano deka Isus je slovo to, trojica se koji svjedočat na nebo to, Otec od slovo to, koje je Isus i Duhot. To je suština to. Se čudam što tako brzo se odvratuvate od onoj koji ve povika preku blagodata Hristova. Znači, imate povik od Bog preku blagodata Hristova i preminuvate kom drugo evangelije, dodavate nešto, izmisluvate kanoni, praznici, pravila, denovi. Zašto i nema drugo evangelije, no ima takvi koji je bunat, nepomazani učitelji i saka da go izopačat evangelijeto Hristovo si sozdavat zemni pravila, čovečki pravila. Može bi poradi loš prevod ili nerazbiranje evangelijeto, zašto je dobro pišano da go pomolite Otecu za da go razbirate pismata, da gi razbirate ne so dok so srce bi ki razbirajki go so Hristijanite se podelili na bezbroj denominaciji. No ako i nije samite, ili pak nekoj angel od nevotovi propoveda nešto sprotivno od ona što vi go blagovestiv me nije, neka bide proklet. Neka bide proklet, znači sekoj koji što ne treba da se svake deka Gospod prokolnuva. Evo kažu deka ako ne se nadavaš na Bog, ti si proklet sami od sebe bidejki, veke si otpadnata priroda. Pišano je deka satanata, bitkada su arhangel Mihael, kako mu se sprotistavil na Boga, sakajki toj da bide Bog je frlen na zemljati i materializiran. Pišano je deka Adam koji nego posluša Bog i jadeš od drvota na poznanijeto, na dobroto i zloto i umre zato, zašto Gospod mu reče ako jadeš od to drvo ki umreš i prokleto da bide zemlja tako će obrabotuvaš. Znači to je zborova za izbor, sopstven izbor koji se nadeva na čovek. Se vidi deka je prokleta u Makedoniji, gledame kakva podelba ima i drugo poklonstvom vodači koji se zamešani u okradanje što je judejska rabota, odnosno predavstvo to na juda, vidiki to je go predade Isus za da ukrade 30 srebrenici, kradeš od kasata. Kako što rekov me porano i сега pak povtoruvam, ono što vi blagovestuva nekoj poinakvo evangelije, nešto što nego pišuva ovde. Kanoni, pravila, svetci, prostuvanje na grehovi od luje. Neka bide proklet. Tak je proklet samo od sebe bide ki ne se nadeva na Bog, se nadeva na čovek. Vo luge to li сега baram blagonaklonost ili vo Bog. Znači da ne se nadevaš na luge tuko na Bog. Ili pak na luge to li sakam da im ugoduvam. Da mi veli jedna sestra deka ke se navotel nekoj brat što sam ga spomnal u knjigata za Bogu jedna prethodna crkva koja se obidova da pomagam isprati Gospoda, pomagam da ti ne saka da pomognam i po toa telo to vjerojatno je predadeno na satanata i сега se slučuvat čudni ravoti, reče kako se nalutele ako pročitali što sam napišal. I ja сега povtorno što veli na luge to li sakam da im ugoduvam ili pak na Bog, ako sakal, pev sakal da im ugoduvam na luge to nemaše da bidam Hristov sluga, znači ne im ugoduvam na Bog, na luge to tuko na Bog. To što mi veli Bog, toga go pravam. Brak ja vi izvestuvam, deka evangelije to koje jaz go propovedam ova, ne od luge.
тоа што е пишано тука. Зашто јас нити сум го примил, нити сум го научил од човек, туку преку откровение на Исус Христос. Ме прашуваат често како сум го примил Исус Христос, не можам да одредам датум. Знам дека сум секогаш му припаѓал на Бог и дека не припаѓам на овој свет. Но при посетата на Израел со една група христијани, слеза Светиот Дух во црквата на откровение, местото на откровението кој го денес го држат муслиманите, имаше силен излив. Бевме 10-20 луѓе, се молевме на јазици и тогаш оно што го вели Исус, почекајте дека се облечете со сила од озгора. Тогаш дојде сила од озгора и сведочам за Исус Христос. Тоа е како жива река која тече во вашата утрова. Браќа, ви известувам дека Евангелието кој јас го проповедам не е од луѓе, зашто јас нити сум го примил, нити сум го научил од човек. Туку преку откровението на Исус Христос се слушнале и за моето некогашно поведение. Апостол Павле во јудејството дека прекумерно ја гонев Божјата црква и ја разорував. Божјата црква е црквата на Исус Христос. Таму каде што Исус е главата, а сите сме во заедништво. Не е православна, не е католичка, не е протестантска. Не се разни деноминации како јаховени сведоци кои не го признаваат Исус или некои други. Не е будизам, не е муслиманство. Тие не го познаваат Исус. Ако не го познаваш Исус, добро е пишано дека не го познаваш Бог, немаш Отец на небесата. И ја познаваат некој друг Бог. И дека во јудејството напредував многу повеќе од мнозина мои врсници, бидејќи бев голем ревнител за татковските преданија. Апостолот Павле бил голем ревнител за татковските преданија. Евреите се возгордејани, прават идолопоклонство кон сопствената нација, мислат дека се избран народ и дека тоа е категорија во која можеш да седиш да правиш што сакаш. Избран народ подразбира, ќе видиме што вели после апостолот Павле, не јас да живеам, туку Христос да живее во мене. И тие не го познаа Исус, дојде кај своите и своите не го примија. Слично е во македонската култура, која има долгогодишна традиција на општење со Бог. И таа во христијанството, кога цар Константин го воведе христијанството во својата империја, некаде од 4 век од оваа ера, после доаѓањето на Христос, македонците си ги применија, си ги како да речеме, приклучија и старите обредни верувања во христијанството. Значи, кога Бог кој ме избра уште од мајчина утрова, ме повика преку својата благодат, благоволи во мене да го открие својот син, за да благовестам за него меѓу незнабожците. Веднаш не го прашав ни телото, ниту крвта дали сакам, ниту пак отидов во Ерусалим кај оние што станаа апостоли пред мене, туку заминав за Арабија и пак се вратив во Дамаск. Тој зборува кога Бог ќе ти каже нешто, да не си зависен од луѓе што ќе речат луѓето. Тие извршува задачата, бидејќи пребивање на Бог Отецот и Исус во тебе подразбира секоја мисла да биде покорна на Исус Христос. 3 години подосна, вели апостолот Павле, отидов во Ерусалим за да се видам со Кифа и останав кај него 15 дена. Кифа наречен Петар, наречен Кифа, односно Карпа. А пак од апостолите не видов никој друг освен Јаков, брат од Господот. Значи тој действува сам под водство на Бог веќе 3 години, не ги познавал, воопшто не го познавале, само слушале за него. А за она што ви пишувам, еве пред Бога велам дека не лажам, а потоа отидов во земјите сириски и киликиски, значи каде што те праќа Бог. На Христовите цркви во Јудеја лично не им бев познат. Тие не го познаваат дека некој таму действува за Христос. Ке дојде кај вас и ви ке речете не си член на нашата црква, не си протестант, не си православен, не си католик, не си евангелист, не си со нас. Има една друга црква во која бев претходно, која веројатно телото на црквата е предадено на сатаната за да можат да се спасат тие што ќе останат во Христа. Им забрануваат да се дружат со други верници. Комплетно спротивно, таму ја недостасува Божјата љубов, има љубов кон мамо, не кон парите. И таа црква ќе доживее сатанско превласт. А пак од апостолите, за она што ви пишувам, потоа појдов на Христовите цркви, во не им бев познат по Јудеја, туку само беа слушнале дека оној кој некогаш прв ги гонел, сега ја проповеда верата, што порано е разорувал. Значи апостол Павле ги гонеше христијаните, потоа стана Савле, ќе те направам избран сад за свечена употреба.
и го прославува Бога во мене. Значи, за да се случи прослава на Бог Ананија, Господ му вели на Ананија, оди положи раце врз апостол Павле. Он рече, Господе, знаеш ли ти кој е тој човек? Тој не гони, не убива. Значи, од најлошиот човек може да стане христијанин. Зашто нашата борба не е против крвта и плота, туку тоа што живее, тоа што ги завладеело, сатаната ги има врзано, измамено. Во него владеат демоните. Да ви мисли дека е христијанин затоа што ги убива христијаните, така одредени христијански цркви мислат дека се христијани што ги осудуваат браќата кои се во Христовата црква. Единствената можна црква е црквата каде што Исус Христос е пастор, владика, поп, папа. Христова црква и таа црква ги љуби сите, значи може додека и сите да се моли, значи во сите цркви има верници христијани. Иако се влезени во канонски решение и некои заблуди, догми кои не може да ги разберат како вечно проклетство, како славење на светци, денови на пости, повикување на денови на датуми, предодреденост дали си од Бог или не си од Бог, дали некој ќе се спаси или нема да се спаси, избраност и така натаму и да во попланство. И 14 години подоцна пак се искачи во Ерусалим со Варнава и го зедо со себе и Тит. Влегов во откровение и им го изложив на верните, посебно на највидните евангелието што го проповедам кај незнабожците. Влегов во откровение. На крајот на Библијата, од Новиот Завет е откровението на Јован Богослов, каде Господ преку виденија со ништо ви зборува. Духот Божи ви зборува, но за да го познавате дали од Бог или од сатаната, бидејќи сатаната се преобразува во ангел на светлината. Треба да го читате Светото писмо, да живеете со ова слово, тоа да направи корен во вас и да ви промени. За да не трчам или за да не трчав попусто, па дури ни Тит, кој беше со мене, иако Елин значи елинизмот од времето на Александар Македонски, веројатно некој од македонците, не беше принуден да се обрезе, тие се зборуваат за телесна работа. И тоа заради лажните браќа, кои дојдоа и се вовлекоа да ја гледаат нашата слово. Значи има и лажни браќа, има еден стих кој вели евреите кои тоа не се и евреите од сатанската синагога. Значи не е битно тоа што си на лице, туку на срце. Нациите се дадени како метафора, евреинот како избран народ од Бог, македонецот како човек кој го повикува Бог, кој има желба за Бог, има потреба од помош од Бог. И денеска се гледа дека истото се случува. Евреите се уште не го познали Исус, а македонците се уште не го повикуваат Бог и состојбата во двете земји. Евреите водат војна, се убиваат. Војната не е ваша, туку е Божја, пишува. А македонците се уште сами сакаат да се изборат. Не го повикуваат Бог, а треба да го повикаат. Бика македонец е метафора на човек кој го повикува Бог, покрај тоа што е нација. И тоа заради лажните браќа кои дојда и се вовлекува да ја гледаат нашата слобода, која ја имаме во Христос Исус. Имаме слобода. Каде што е Духот Господов, таму има слобода, не им се забранува да одат во други цркви, да ги бришат браќата од контактите, да не комуницираат со нив како да имаме ние христијански сипаници или заразна болест. Тоа не е христијанство, тоа е секта. Тоа е духот на антихристот кој го превзема телото на црквата. Ни за час не им дозволивме да не покорат, за да остане во вас вистината на Евангелието е дека Бог е љубов и дека ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Црквата која им забранува, која мисли дека е црква, всушност е сатанска синагога. На своите браќи и сестри да се дружат со други браќа, веќе е предадена, телото е предадена на сатаната. А пак оние за кои се мисли дека значат нешто, тие мислат дека значат нешто, какви и да биле тие некогаш. Мене ми е сеедно, ако ми испратил Господа им помагам, и тие не сакаат да слушнат што им зборува некој пророк или слуга Христов. Јас го молам Бог да ја напушнам црквата, подоа црквата ја губи благословот и благодатта и завршува во гибел. А пак за оние за кои се мисли дека значат нешто, за никој да не се фали некој, по благодат сте спасени, вели Исус. Мене ми е сеедно, Бог не го гледа човекот по лице. Тие ништо не ми дадоа, тие ми велат, тука си го примил Христос. Христос ми го примил по Божја волја. Не можам точно ни денот да го одредам кога е. Господ ќе ми каже, Господ знае во тело или без тело. Бог знае, бев однесен на третото небо, или апостолот Павле. Туку напротив, кога видува дека мене ми е доверено да го проповедам Евангелието,
на необрезаните, на тие што се надвор од црквите и кои никогаш не вереле во црквите, како на Петар на обрезаните, зашто оној кој действуваше врз Петар да врши апостолска служба, меѓу обрезаните действуваше и врз мене за апостолска служба меѓу незнабожците, значи во црквите, во малите цркви, во малите заедници, а некој треба да појде надвор и да им зборува на оние кои не го примиле Христос. И кога ја познаа благодатта што ми е дадена. Јаков, Кифа и Јован, Кифа, името кој му дал на Симон, Јовановиот син, а значи карпа. Карпа. Значи од нешто што е растурено се направи карпа. Беа сметани за столбови, ни ја подадоа мене и на Варнава раката на заедништво. Значи треба да си подадеме рака на заедништво сите цркви. Какви да се именувате во земно време, бидејќи тоа е локално именување, а вистинското именување Исус Христова црква, Христокефална црква, не автокефална. И се согласие ние да одиме кај незнабожците, значи кај оние што никогаш не биле во црквите, да излеземе надвор, а тие кај обрезаните, кај тие што се во црквите, во нивните заедници. Посакаа само да ги помниме сиромасите, зашто се погрижам и точно, што се погрижив и точно да го исполнам, вели апостолот Павле. А кога дојде Кифа, Петар во Антиохија, јас лично му се спротиставив, зашто беше заслужил осудување. Таму вели дека треба да ги изобличуваме лошите работи и да си ја зборуваме вистината еден на друг. Имено пред да пристигнат некој од Јаков, тој јадеше заедно со незнабожците. А кога дојде, почна да се снебива и да се двои, бидејќи се плашеше од обрезаните. Значи, пред едните постапува на еден начин, пред другите на друг, заборавајќи дека Господ го гледа. Пред Господ се што работиш, треба да работиш како за Бог. Заедно со него лицемерија и други јудејци, така што со нивното лицемерие беше заведен дури и Варнава. А кога видов дека тие не постапуваат точно според евангелската вера е тоа дека Исус дојде, ја победи смртта, и кој ќе го повика неговото име ќе биде спасен. Нема друго име кој ќе биде спасен. Не треба да се молите на светци, на богородици и секакви други ритуални обредни. Евангелската вистина. Му реков на Кива пред сите, кога ти како јудеец живееш како незнабожците, како христијанин, а не како јудејците, зашто тогаш незнабожците ги принудуваш да живеат јудејски. Значи, ако еден Христов слуга и свештеник живее во раскош, краде, лаже, не ги изобличува незнабожците, не се грижи за својот народ, тогаш што бараш од него? Што бараш ти? Зашто тие ќе речат, па ти зашто не живееш во љубов? Ако не живее во љубов и не ги љуби сите, ако не го живее Христовиот дух, ако не се откажал од себе си, остави се земно и врви по мене. Значи да видиме дали тие што го проповедаат Христа живеат во Христовата љубов. Значи ние сме родени како јудејци, а не грешници од незнабожците, но знаеме дека човекот не се оправдува преку делата на законот, туку само преку верата во Христос Исус. Човекот се оправдува само преку верата во Христос Исус, не преку светци, не преку канони. Ако проповедаш некое друго евангелие, човекот се оправдува само преку верата во Исус Христос, затоа и ние поверувавме во Исус Христос. И ти поверувај, за да се оправдаш и да се оправдаме преку верата во Христа, а не преку делата на законот. Зашто преку делата на законот никој нема да се оправда. Преку делата на законот. Старозаветни закони на колење, курбани, не краде, не убиве, не врши прељуба, не сведочи лажно против својот ближен, сето да се содржи во едната заповед, љуби го својот ближен како самиот себе си, зашто ако го љубиш Бог, велиш дека го љубиш Бог, кој го љуби Бога треба да го љуби братот свој. Ако некој не го љуби братот свој кој го видел, како ќе го љубиш Бога кога не си го видел? Ако пак барајќи да се оправдаме во Христос и сами се најдовме грешници, нели е тогаш Христос слуга на гревот? Ако видиш дека некој зборува за Христос, а не постапува како него, тогаш не живее во љубов, не чекори во љубов. Зашто ако одново го градам оно што сум го урнал, стариот човек, тогаш и сам станувам престапник. Преку законот умрев за законот, за да живеам за Бога. За да живеам за Бога, живот за Бог.
И ќе видите дали некој живее за Бог по самиот налик, по самото лице, по начинот на однесување, дали тој чекори во Христовата љубов, дали има слово со власт, дали го слушате тоа што го зборува, дали може да положи расе во името на Исус да изгони, да исцели, да направи нешто, не за своја слава, за славата на Бог. Значи, се расправ преку законот, умрев за законот, за да живеам за Бога, за да живеам за Бога. Се распнав заедно со Христос. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божји, кој ме возлюби и себе се предаде за мене и за тебе. Значи, тоа е познатата категорија на апостол Павле: не живеам јас, Христос живее во мене. И тој се распна, се предаде за мене и за тебе, за секој од нас. И ти вели: дојдете при мене сите изморени и обременети, јас ќе ви успокојам. Чувајте ги вашите тела и души чисти, зашто скапо сте платени. Крвта на Исус е пролеана, во Исус живее Отецот Небесен со сета негова полнота. Бог ја пролеа својата крв. Ги зема сите ваши греови, ги сакува на крстот. И вие сега не треба да живеете, туку да живеете за Христос. Кој ме возлюби, кој не возлюби, тебе те возлюби и себе си се предаде за тебе. Не ја отфрлам благодатта Божја, зашто ако праведноста се придобива преку законот, тогаш Христос залудно умрел. Евреите се држат за законот. Старозавет не мисля дека си избран народ, македонците си имаат своји закони, канони, правила. Чекорење со Бог и живење со Бог подразбира чекорење во љубов, каде што пастор, поп, владика, папа Исус Христос, а ние сме сите делови на неговото тело и пребиваме во љубовта, во Божјата љубов. Татко мој, ти благодарам што и денеска ми го отвори Твое слово со власт и сила. Нека ги допре сите оние кои се жедни за тебе, зашто ти знаеш кои луѓе се твои. Те молам за нашите водачи да им ги отвориш очите и ушите и срцето за се покајат, да не го водат народот во гибел, во јама, да го продаваат народот за 30 еврејници, бидејќи имаме доволно луѓе кои можат да направат нешто добро за својот народ. Ги молам за спаните македонски заедници црковни, неголемата заедница да се разбуди од сонот и да ги изобличува делата на сатаната, да даде пример како треба да се чекори во Христовата љубов, а не да спие на дното на бродот. Те молам, Господе, за сите болни, гладни и осамени, за нашите соседи кои го негираат македонското постоење, зашто македонец подразбира не само на етнос и еднос, туку духовна сила и величие, човек што го повикува Бог, човек жеден за Бог, македонец, но ќе скосонува в еден сон. И те молам, Господе, да ми даеш чисто срце, добра совест и нелицемерна вера и да се усовршувам во љубовта. Мир Божи, благослови ги сите мои непријатели, јас немам непријатели. На сите што мисля дека ми се непријатели 3 пати, 5 пати. Со двоостар меч и мечот на духот и денеска раскинувам се што не е од Тебе, Господи се Христе, во мене, околу мене, во моето семејство, во моите љубени, во мојата земја. Твојата света крв е врз мене со која сум измиен, оправдан, како никогаш да не сум грешил и осветен, за да присуствувам еден ден, да останам, да се усовршам во љубовта и да пребивам во Тебе, Татко мој, Исусе Христе. Амин. А можеш и ти, брате и пријателе, ако живееш за Христа, го повикаш во своето срце и го молиш да ти ги отвори словата, за да разбереш што ти порачува самиот Бог ова живо слово. Надвор од него, веројатно е кога телото на црквата се предава на сатаната и почнуваат да се измислуваат своји правила, своји закони, а никој не може да биде спасен според законот, туку само преку вербата во Исус Христос. Во Исус Христос не пишува дека треба да се верува и да се молиш на друг. Мир вам до Божјо Царство Небесно.
Hoćemo